на утринска богослужба. Сите заедно ќе прославиме неговото име со песната број 73. О блажен за одмор, за радост веселби, од световните грижи за миг сме слободни. Во овој ден сме овде, во домот Господов, издружени со сите верни христијани. 73. O blažen den za odmor, za radost veselbi, od svetovnite griži, za mig sme slobodni. Ovoj den sme ovde, vo domot Gospodov, izdruženi so site verni hристијани. Светлината во тој ден беше создадена Исус од гроб студен. Во тој ден воскресна, во тој ден Светиот Дух врз нас се излеа. Ке славиме до еден Бог в три лица. О блажен ден за одмор, за храст духовна, и жива вода тече од река небесна. Од небо крила зрачни и срца стоплува. Со благодат непомним, одрев сме слободни.
продолжение ќе прочитам од книгата на пророкот Исаја, од 43 глава, од 1 до 7 стих. Книга на пророкот Исаја, 43 глава, 1 до 7 стих, вели вака. А сега, вака вели Господ, кој те создаде Јакове и кој те образувал. Израеле, не плаши се, зашто јас те откупив, по име те повикав, ти си мој. Преку води ли ќе минуваш, јас сум со тебе. Преку реки ли, тие нема да те потопат. Ако тргнеш преку оган, нема да се изгориш и пламенот нема да те обгори. Зашто јас сум Господ, Бог твој, Светецот Израелов, твојот Спасител, откуп за тебе го дадов Египет, Етиопија и Сева ги дадов за тебе. Бидејќи си скап во очите мои, многу си ценет, јас те возлюбив, затоа ќе дадам други луѓе за тебе и народи за твојата душа. Не плаши се, зашто јас сум со тебе. Од исток ќе го доведам твоето племе и од запад ќе го соберам. На север ќе му кажам, дај, и на југ не задржувај. Доведи ги синовите мои од далеку и ќерките мои од краиштата земни. Секого кој се нарекува со моето име, кого сум го создал за мое прославување, што сум ги создал и направил. Нека да испееме во положение и песната број 4. Прекрасен и величествен си, слава, почист и чест ти припаѓаат. Прекрасен и величествен си, верните со искреност те прославуват. Пеам и го славам јас името Исус, славам и се радувам, што Исус е наш цар. Прекрасен и величествен си, цар си над се, те славиме достоен си. Добро, таа значи испуштена. А вас знаете ли 4? Број 4? Ајде ќе чуваме за после, сега имаме други ќе испееме. Која може да испееме на место 4. Да, број 13 на место 4. Ова 229 се малку покасно. Број 13. Да, народи, поклонете се пред твојот Бог и Господар, познаете го Создателот, семоќен над сите е цар. Народи, поклонете се пред својот Бог и Господар. Познайте го, Создателот, семоќен над сите цар. Тој чудесно не создаде и бескрајно не засака. О грешна да не избави. Својот
безгранична моќ има слободна љубов владе изборови теглови за вечно се утврдени. Темен со благодарност, еден глас сите дружени, сплотени во распејан хор. По цел свет сите народи. А сега ќе ве замолам да се справите, изволите. И во овој нов неделен ден на Господи Боже наш, доаѓаме овде во домот Твој да се смириме пред Тебе, да запееме и да Те прославиме заедно, отдавајќи му чест и слава на Твоето вечно и славно име. Доаѓаме овде оставајќи и нашите домови и се што не обкружува, за да ги смириме нашите срца пред Тебе, да го смириме нашиот дух, да создадеме простор за Ти да действуваш во нас и да зборуваш и ово утро преку Словото Твое, преку песните и преку се што правиме и доживуваме на таква служба. И благодариме за Твоето верно водство во изминатите денови, за секој посебно искуство во кој можевме да бидеме подкрепени и охрабрени во верата, поттикнати и понатаму да Те следиме и да Ти служиме. Навистина, Господе, овој свет во кој живееме, многу потешко ќе ги поднесуваме нештата кои се случуваат околу нас, доколку Ти не си со нас, и ако Ти не ги водиш и не ги утешуваш и подкрепуваш срцата наши. Ти благодараме за Твојата верност која имаш спрема секој еден од нас и спрема секој оној кој го предал својот живот во Твоите раце. Ти благодараме за секој Твој благослов кој можевме да го примиме или да го предадеме понатаму на другите околу нас. А, Господе, свесни сме во изминатите денови, дека често пати му отстапувавме простори на лукавиот во нашиот живот, во нашите мисли, во нашите зборови или во нашите постапки. И затоа Те молиме, опрости ни. Опрости го секој наш греф, о Господе, прочисти ги срцата наши и мислите наши. Се што не е добро, е присутно во нас, Те молиме Ти, отстрани го, измени и очисти не целосно, и ние ќе бидеме чисти и свети пред Тебе. Господе Боже небесен, потребен си ни, многу си ни потребен, и додека патуваме низ оваа земја, Те молиме Ти го управувај нашиот живот, затоа што ние не сме моќни сами да го изодиме патот до крај, со вера, надеж во Тебе. Те молиме Ти не држи за раката, Ти го подкрепуваш срцето наше и духот наш. А Те молиме не помалку и за оние браќа и сестри кои не се помеѓу нас, сакаат да бидат тука тоа утро, за оние кои се болни, телесно, за оние кои страдаат и духовно, за оние кои се изнемоштени или се стари. Ти знаеш кој каде се наоѓа и знаеш што се му е потребно
И затоа те молиме, погледни милостиво и според вистинските потреби, сподели во вистинскиот час. За секој ден да може да те прославува, одново доживувајќи во Твоето присуство и Твојата близина во неговиот живот, таму каде што е, и заедно да се радуваме и да те славиме, оддавајќи Ти слава и чест на Тебе, о Боже. Те молиме, погледни милостиво и на оние кои страдаат од разни војни, поплави и земјотреси, на народите кои повикуваат кон Тебе. Дај, Господе, во секоја една ситуација која води во страдање, уште повеќе, да ги поттикне оние кои страдаат да се обратат кон Тебе, да повикат кон Тебе, да се доближат до Тебе. Затоа што Твојата рака не е кратка и Ти имаш помош и решение за секој човечки живот и за секоја една ситуација. На Тебе се оставаме, о Боже небесен. Те молим и за нашите блиски, те молим и за нашите роднини, пријатели и семејствата ни, домовите. И таму нека Твојата рака биде над секој оној кој се поставува под Твоето водство. И над оние кои што се уште се спротивставуваат, те молиме, помогни им да го поминат тој праг на сомневање, на спротивставеност, на одбивност и да го предадат својот живот во Твоите раце. А Боже небесен, на Тебе смееме се да препуштиме, затоа и ние одново се препуштиме на Твоето водство, морајќи во Твоето присуство, според ветувањето Твое во Твојот Син Исус Христос. Нека каде се двајца или тројца, Ти си таму помеѓу нив. Те молиме, послушај ме во Неговото свето и славно име. Амин. Сега слава на Бога, нека во продолжение да испееме и песната број 229. Благослов вечен ке тече, река на небесен мир. Љубов и милост од Исус, ветени за сите нас. Благослов вечен ни дај. Прскаат капки од милост, духовен дожд и ми дај 229. Благослов вечен ке тече, река на небесен мир. Љубов и милост од Исус, ветени за сите нас. Благослов вечен, благослов вечен ни дај. Прскат капки од милост, духовен дожд ни дај. Благослов вечен ке тече, поројот духовен дожд, обилен живот ке има, плодоносни полиња. Благослов вечен, благослов вечен ни дај. Прскат капки од милост, духовен дожд ни дај. Благослов вечен ке тече, ветува нашиот Бог. О Боже, прати ни сега, порака спасоноста. Благослов вечен,
вечен, благослов вечен ни дай. Раскат капки од милост, духовен дожд ни дай. Благослов вечен ке тече, нека е во овој час. Пред Тебе стоиме, Боже, во Исус бараме спас. Благослов вечен, благослов вечен ни дай. Раскат капки од милост, духовен дожд ни дай. Продолжение ќе прочитаме од Евангелието според Лука, од 3 глава, од 15 до 17 стих, и 21 и 22 стих. Евангелието според Лука, 3 глава, од 15 до 17, и 21 и 22, а таму Словото Божјо вели вака. А бидејќи народот беше во исчекување, па сите помислуваа во срцата своји за Јован, да не е тој Христос, Јован им одговараше на сите, велејќи: Јас ве крштавам со вода, но иде посилен од мене, кому не сум достоен да му ги одврзам ни ремчињата на обувките негови. Тој ќе ве крсти со Дух Свети и со оган. Нему му е лопатата во раката негова, и тој ќе го очисти гумното свое и ќе го собере житото во житницата своја, а плевата ќе ја изгори со неизгаслив оган. А кога се крсти сиот народ, се крсти и Исус, и додека се молеше, се отвори небото. И Светиот Дух слезе на него во телесен облик како гулаб, и се слушна глас од небото кој велеше: Ти си мојот возлюбен син, кој е по мојата волја. Драги браќа и сестри, драги присутни, утре се ближи еден празник кој е наречен Богојавление. Односно денот кога се слушна глас од небото и кога беше објавено и потврдено за Исус Христос дека во него е волјата Божја. Дека оној, односно тој е оној кој што требаше да дојде, Месијата или Спасителот на светот. Темата за ова неделно утро гласи: од вода до оган. Идентитетот што не менува. Овој текст од Евангелието според Лука представува една клучна пресвртница во Евангелието каде што се воспоставува јасна граница помеѓу службата на Јован и почетокот на јавната мисија на Господ Исус. Само да подсетам дека
По тоа време во Израелот еден млад човек до својата 30 година бил најчесто во близината на својот татко. Од него поучуван, патуван, ако имал некој занаат, се поучува во занаатот, се увежбува и се до 30 година. И на 30 години таткото јавно објавува за својот син: еве го мојот наследник. Се му предавам во неговите раце. Таткото тврди за својот син дека тој веќе е пораснат, созрян и увежбан во неговиот занает и тој може да продолжи понатаму со занаетот. Читаме во Словото дека Господ Исус уште од мал беше во близината на Јосиф и го изучуваше исто така занаетот на Јосиф. Но кога наполни 30 години, се случува уште нешто. Не само телесно, туку тој е созря, дојде времето, Бог, Отецот од небото, јавно да објави дека Исус Христос е спремен за да настапи и јавно и официјално во службата за која беше одреден и за која дојде на оваа земја. Еве го мојот возлюбен син, во кого е мојата волја. Не го слушајте. Се му е предадено во неговите раце. Сакал накратко да ги разгледаме малку подетално стиховите од тој текст од Евангелието според Лука. Како прво нешто очекувањето и понизноста на Јован. Тоа се гледа во 15 и 16 стих. Вели, народот беше во исчекување. Како што ние често пати чекаме некој одговор од Бог, одговор на нашата молитва, така и израелците биле во исчекување. Не еден ден, не една недела, не месец, не година. Неколку века. Во исчекување Бог да го испрати Месијата кој ќе дојде и ќе ги спаси. Само да напомнам дека тој немаше да дојде и да ги спаси од раката на римјаните, како што мнозина од израелците очекуваа, туку ќе дојде да ги спаси од нивниот греф. Од тоа што ги притиска внатрешно и не им дава да дишат. Тоа што ги потиснува и ме одзима радоста во животот и мирот од срцата нив. За таков Месија стануваше збор. А не за ослободување од телесните непријатели. Тоа знаеме и покасно, како се случуваше и со апостолите и со првите христијани, дека Бог не секој пат ги избавуваше телесно неговите следбеници. Тие пострадуваа и плаќаа со главата своја. Но Бог сигурно ги избави од пропаста нивна заради гревот. Им даде прекрасни ветувања дека ќе го наследат небесното царство и ќе бидат за секојаш заедно со него во небесното царство, со својот Создател, со својот Господ. Народот беше во исчекување. И често пати го прашувале: Јован, ти ли си оној што треба да дојде? Кажи ни отворено, бидејќи имаше разни размислувања. Тој е, не е тој, ово е еден од пророците.
Но Јован вели им одговараше на сите. Јас ве крштавам со вода, но иде посилен од мене. Крштавањето со вода беше за луѓето. Преку кое символично Бог сакаше да покаже дека ќе очистува од гревот. Како што водата ја пери нечистотијата од телото, така Бог сакаше малку поблиско да им го приближи неговиот план за спасение за нас луѓето. Така и Словото, за кое што апостолот Јован вели дека е таа жива вода, Бог го испраќа и не очистува од гревовите наши. Ја очистува душата наша и срцето наше. И Господ Исус во една прилика на своите следбеници рече: вие сте сите чисти преку Словото кое ви го проповедав. Јован бил мощен, моќен проповедник. И денес има многу проповедници на денешницата кои моќно зборуваат, големи оратори, и често пати луѓето знаат да ги прославуваат, да ги величаат. И како полека и полека да се истиснува местото на Исус Христос. А некои дури тоа и го и дозволуваат, како да им доаѓа пријатно. Не внимавајќи на опасноста која се крие во таква една ситуација или во таква една средина. Што прави Јован? Јован ни ја открива овде во текстот неговата искрена и вистинска понизност. Луѓето го величаат и го прославуваат, сите зборуваат колку добро зборува Јован, колку голем пророк е. А тој вели дека не е достоен ниту да му ги одврзе ремчињата од обувките. Тоа било задача на најнискиот роб во тоа време. Најдолна служба која што може да ја имат робовите. Да почне да му ги одврзува и да му ги врзува ремчињата на својот господар од обувките негови. А Јован вели за себе дека тој не е достоен дури ниту тоа да го направи. Можеме ли да ја видиме неговата понизност? Неговата смиреност? И сепак и покрај тоа неговата спремност за служење. Не, јас не сум оној за кого што ме вие мислите. Јас сум само глас што вика во пустињата. Јас сум само глас. По мене иде многу посилен од мене. Јован јасно става и дава на знаење дека неговото крштавање е само подготовка, како што кажав, со вода. Подготовка на срцата на оние кои сакаа на вистина да се сретнат со Бог. Додека Христовото, оно што тој ќе го прави, е преобразба со Светиот Дух и со оган. Многу поважно и многу посилно е тоа што тој ќе го прави. Не споредното нешто, туку она кон кое што се упатуваше,
А тоа дека тој ќе крштава со Дух Свети и со оган. Со Дух Свети, кој ќе го опфати човечкиот дух, кој се отвора за него и се става на располагање на него. И со оган кој што ќе го разгори срцето човечко. И ќе го натера понатаму да оди и да работи на делото Божие. Со вистински оган во срцето човечко. Што е она што го покренува човекот кон вистински понизни дела пред Бог и пред луѓето? Јас можам да кажам за себе, за друг не знам, секој верувам дека може да си каже за себе, што беше тоа што ме откри на мене. Откако го запознав Исус Христос, откако дојдов кај Него, слушнав и почнав да читам што Тој направил за мене, кој е Тој и кој сум јас пред Него, почнав да ја доживувам Неговата огромна љубов која има спрема мене и ја има. Уште пред било каква одлука да постоеше за проповедничката служба, моето срце уште од почетокот почна да гори. Со оганот за кој зборува овде во Словото. Почна да гори и да размислува како може да се доближам до другите, да ги запознавам со она кое што сум го доживеал јас. Со Исус Христос, Неговиот план и тоа што Тој има да понуди на светот. Таа радост и тој мир кој доаѓа само од Него, да им кажам и на другите. Првото нешто беше токму тоа, љубовта која што Тој дозволи да ја доживеам од Него, со која го распали моето срце и потоа возвратно одговара на таа љубов кон Бог и кон луѓето околу Него. Пред било што друго да беше присутно. Христовото дело и действување во нашиот живот треба да донесе и да предизвика вистинска преобразба. А сите ние на некој начин треба само да ги подготвиме другите луѓе за средбата и можноста за преобразба од страна на Исус Христос. Токму тоа го правеше Јован. Зборуваше и действуваше, разгласуваше и ги поучуваше. Подгответе ги срцата ваши. Подгответе ги. Преиспитајте го вашиот живот, вашите зборови и постапки и усогласите ги со Божјата воља. Отстранете се од секоја зло и од секоја лоша мисла. Вашите вели криви патишта. Израмнете ги. Исправете ги. И дојдете кај оној кој може вистински да го промени и да го исполни животот. Кога читаме за тоа, кога го читаме Словото и го проучуваме, ние создаваме во нас простор Бог да не променува и да не преоформува. Бидејќи свесни сме и потврда наоѓаме како во Словото, така и во нашиот живот, дека човечките срца или човечкото срце е полно со зло уште од млади години. И затоа ни е неопходна преобразба, вистинска промена. И кога тоа ќе се случи и понатаму да останеме достапни
на Божиото действување, тој постојано да не преиспитува и да не проверува, да ги почистува нашите срца, да го зајакнува нашиот дух. За да останеме вистински негови следбеници според волјата и замислата него. Верувам дека многу од вас биле на некој голем концерт. Многу пати пред еден таков голем и важен концерт ќе видите можеби некоја помала група која почнува да свири пред да настапат главните актери на самиот тој концерт. Почнува едно кратко време да свири и да го подготвува народот. Да го загрива, да го поттикнува, да го подготви за вистинскиот настап. Целта на таа таква една мала предгрупа не е да се стави себе си во центарот и да се истекне себе си на пиедесталот, туку целта е да го подготви народот, да ја подготви публиката за оно што допрва треба да дојде. За вистинскиот настап. Во една таква смисла действуваше и Јован. Тој беше таа мала предгрупа која требаше да го подготви народот, да го наштима за кога ќе се сретне со Месијата, со Исус Христос, да биде подготвен да го прими она што ќе има да му се даде. Понатаму, во 17 стих се вели дека лопатата му е во раката негов. Пшеницата ќе ја собере во житницата своја, а плевата ќе ја изгори. Овде Јован го најавува судот и прочистувањето. Но не прочистување како некои што мислат после смртта во некои се одредени кругови, ќе има место за прочистување од гревовите, така наречено чистилиште. Не. Туку додека се овде на земјата, Јован сака да го подготви народот и го најавува дека Месијата кој доаѓа, кој веќе е помеѓу нив, тој ќе го очисти своето гумно. Сликата со лопатата од гумното или вилата која игра после собирањето на житото е всушност символ за судот Божи. Се сеќавам многу помал кога бев во селото кај дедо ми и баба ми, кога се жнееше житото и се донесуваше дома, ќе го распостелевме низ целиот двор околу еден стожер. И како играше вилата. Кога се обраќаше и преобраќаше, и кога се чукаше и се подигнува сламата, за тоа што е добро да остане доле, и додека се дигаше во ветрот, ветрот ја разнесуваше сламата и она што не беше чисто. Она што не беше потребно. А на земјата остануваше она што беше вредно. Зрното, пшеница. Тоа е сликата која што Јован ни ја пренесува овде. И гумното, кое се чисти со лопатата, се подига и се прочистува. Исус Христос ќе дојде и ќе го прочисти секое човечко срце. Оно што е за останување, за зачувување, она во кое срце има вистински вредности и кое дозволило да биде исполнето со Божјото Слово и Неговото присуство, кое исполнето со Светиот Дух
тоа ќе падне на земјата и ќе остане. Она кое е празно или полно со суетни мисли, помисли, планови и желби во овој свет, тоа ќе биде развеано од ветрот на Божиот дух. И однесено, како непотребно. Пшеницата го представува она што е вредно и искрено во човечкото срце, а плевата е она што е безкорисно и грешно. Ова не подсетува исто така дека доаѓањето на Господ Исус не е само добра вест, во смисла на утеха, туку и повик за темелно внатрешно прочистување. И огнот кој е најавен овде има двојна смисла. Тој прочистува, како што се чисти златото од сета нечистотија, и кога нечистотијата изгоре од златото, течното злато ќе можеш да се огледаш. Кога ќе биде отстранета сета нечистотија. Огнот исто така уништува, како што се уништува плевата. И тој оган допрво ќе дојде, за кој што зборува Словото Божјо во оној славен ден или во последниот ден, од денот на судот Божји, кога мнозина ќе застанат пред Него и ќе се соочат со тој момент. Значи, овде не се крие само на добра вест, туку исто така и предупредување и насока на тоа што точно ќе се случува. Дека има и оган кој треба да прочисти. Третото нешто е забележено во 21 стих, каде што се вели, кога се крсти и Исус и се молеше, се отвори небото. Имаме молитва, имаме и отворено небо. Само Лука забележува дека Исус се молил за време на крштавањето. За Лука молитвата е клучниот момент кога небото се отвора. Иако безгрешен, Господ Исус се крштава за да се идентификува со грешното човештво. То можеме да го заклучиме од контекстот во Евангелието според Матеј, кога Матеј го опишува тој настан, таму во 3 глава. Кога Господ Исус дојде пред Јован за да биде крстен, Јован почна да се спротивставува. Не треба јас тебе да те крстам, јас треба да бидам од тебе крстен, а не ти од мене. Кој беше одговорот на Господ Исус? Молам? Остави го сега тоа. Нам не да задоволиме секоја правда. Господ Исус овде се идентификуваше и како човек. Со човештвото. Да ја исполниме секоја праведност. Ова е срцето на овој стих. Што подразбира Господ Исус секоја праведност? Идентификување со грешниците. Исус не влегува во водата затоа што има гревови, туку затоа што го зема нашето место. Тој застанува во редот помеѓу грешниците, бидејќи зема човечко тело, бидејќи стана чувствителен како нас,
ранлив како нас. Тој застанува во редот со грешниците, за да покаже дека дошол да го носи нивниот товар. Праведноста овде значи и солидарност. Исус не влегува во водата заради себе. Туку за да биде задоволена секоја праведност. Овде се случува и тој друг момент. Со тоа што прифаќа да биде крстен од Јован, Исус се потврдува службата на Јован како легитимна и испратена од Бога. Тој добива, Господ Исус добива пред сите и потврда како Божји пратеник. Во Стариот Завет свештениците морале да бидат измиени со вода пред да ја почнат својата служба. Темелно требаше да бидат измиени пред да настапат на службата која што требаше да ја извршат. А Исус како наш вечен првосвештеник кој исполнува овој духовен принцип. Неговото крштавање е чин на солидарност. Отвореното небо означува дека комуникацијата помеѓу Бога и луѓето, која била прекината со гревот, сега е повторно воспоставена преку Исус. Се отвора небото. И се слуша глас од небото. Дека тој е возлюбениот син и во него е Божјата волја. И Светиот Дух понатаму вели слезе врз него во телесен вид како гулаб и се чу тој глас од небото. Тоа е една од ретките сцени, драги браќа и сестри, драги присутни, што се појавуваат во Словото Божјо. Трите лица на Светото Тројство. Синот кој се крштава, Духот кој слегува над него во вид на гулаб и Отецот чиј глас се слуша. Се соединуваат три во едно. Ти си мојот возлюбен син. И ова не е само една емотивна изјава, туку царско и месијанско прогласување. Бог таткото му дава легитимност на Исус пред целиот народ. Исус не почнува со службата, со работење, за да го заслужи Божјото одобрување. Тој почнува со својата служба затоа што веќе е возлюбен од Отецот. А не обратно. Тоа што го кажав и за себе. Не отпочнав со другите да зборувам предходно, туку откако ја доживеав Божјата љубов, неговата благонаклонетост кон мене, и тогаш срцето моје почна да се игрува да гори. Откако ќе доживееме Божјата љубов и неговото дејствување во нашиот живот. Што би кажале за крај? Понизност пред Бога. Да бидеме како Јован, да го насочуваме вниманието кон Исус, а не кон себе. Понизноста пред Бога е она за која што зборува и пророкот Михеј, таму во 3 глава. Речено ти е, о човеку, што бара Бог од тебе? Смирено и кротко да одиш пред Господ твојот Бог. Потоа, моќта на Светиот Дух. Христијанскиот живот не е само држање правила,
или крштавање во вода, туку сила која не менува од внатре, оган и дух. Колку и пати да се крсти некој телесно, ако внатрешно не е крстен од Светиот Дух и не е разгорено неговото срце со тој вистински оган од Бог, нема ништо да му помогне на таквиот. Се ќе биде на празно. И идентитетот на љубовта. Најважната работа што имаме е истиот глас што му беше упатен на Исус. Преку нашата предаденост на Него, преку нашата спремност да му служиме, спремност во смиреност и кротост да годиме патот кој тој ни го одредил. Бог не нарекува возлюбени деца, возлюбено чедо. Денешниот текст не повикува да престанеме да бидеме главни актери во сопствениот филм и како Јован Крстител да станеме верна предгрупа на оној кој на вистина ја носи светлината, на оној кој знае вистински како да настапи и да го развесели, исполни и обнови срцето човечко. Кога ќе истапиме со таква понизност и ќе се однесуваме со таква понизност во срцата наши, која ќе се види во животот наш како Јован, ние всушност му дозволуваме на Бог да започне со тој процес на таа вистинска обнова и преобразба во нашиот живот. Може би денес некој се чувствува како да е во оган. Но секој ден треба да запомни дека тоа не е оган за уништување, туку оган за прочистување. Бог ќе отстранува плевата на стравот и несигурноста за да го открие чистото злато во нашиот живот, во нашиот карактер. И додека тој процес трае, не заборавај го најважното. Небото над тебе не е затворено. Кога излегува искрена молитва од срцето, според Божјата волја, се отвора и небото. И можеш да го слушнеш гласот чедо мое. И ќе го слушнеш гласот чедо мое, над малку ми беше верно, над многу ќе те поставам. Влези во радоста на својот Господар. Затоа нека секој твој чекор, секој наш чекор, да биде пат во нашиот собствен Јордан, каде што ќе го искусиме неговиот дух и неговата сила. Сето тоа што го имаме, Словото Божјо и секоја проповед, секоја дејствување е само една подготовка за она што треба да се случи во нас внатре. Нека нашите срца бидат постојано отворени и спремни да го примат она што е од Бог. Неговиот дух, огнот со кој сака да разгори и да гори нашето срце не само еден ден и два, туку додека сме целиот наш живот на оваа земја. За тој да се прославува, а ние да одиме во позадина. Него да го истакнуваме и него да го прославуваме. Исус Христос, кој единствено беше спремен да ја плати цената за нашиот грев, со својот живот. Тој и го направи тоа. Нека биде прославен и нека не води во нашиот живот, а ние да го следиме и да му служиме во секоја време. Сега и за секогаш. Амин. Сега нека во продолжение да испееме заедно и песната број 323.
Јас ќе одам при Исуса, знам сигурно, тој ме вика слушам весело. Не ќе ме остави ниту заборави, но со љубов ќе ме прими во својот дом. Тој ме вика слушам весело. 323 број. Јас ќе одам при Исуса, знам сигурно. Тој ме вика слушам весело. Не ќе ме остави ни рави, но со љубов ќе ме прими во својот дом. Тој ме вика слушам весело. Ке се молам јас на Исус од сега, барајќи од Него благодат. Благодат тој дава, никогаш не доцни, и знам дека е ми истина затоа. Барам јас од Него благодат. Јас ќе живеам за Исус од сега, слободен во служба Негова. Совет ќе ми дава, и со Неговата помош од сега јас службата ја сметам слобода. Јас ќе работам за Исус, за мојот спас. Возјето му сега од тој час. Да бидам верен, корисен и среќен, радосно ќе работам да од сега јас. Возјето му сега од тој час. Сега ќе замолам да се справите повторно за молитва. Повторно во овој час ги наведуваме нашите глави пред Твоето свето лице, о Боже наш. Ти заблагодараме за Словото Твое, кое ни го испраќаш, преку кое не поучуваш, не насочуваш и советуваш, преку кое сакаш Ти да го разгориш и срцето наше и да го исполниш со вистински вредности. Те молиме како и Јован, кој беше така и нам помогнени, навистина во смиреност и кротост да годиме нашиот пат пред Тебе, постапувајќи онака, како што Ти очекуваш од нас преку Словото Твое, во смиреност и кротост да Те разгласуваме, да извршуваме дела праведни, сакајќи и милосрдни дела, грижејќи се за потребите на другите околу нас. Те молиме помогни да бидеме
на мало светило во овој свет, каде што не поставуваш, за да ги упатуваме и другите кон вистинската светлина, која си самиот Ти, Господи Исусе. Те молиме Ти на осветлувај, за и ние да можеме да светиме. И прослави се во нашиот живот, и кога ќе излеземе од овде, нека Твојата рака не води, Твојот дух да не пази и да не умудрува, да не оспособува, за да бидем вистински Твои следбеници и во зборови на дело. На Тебе се оставаме и молиме за Твоето водство и за Твојот благослов. Во името Твое, свето и славно Исусе Христе, послушај ме и сега. Амин. Имам една-две информации. Едната е дека денес во 19 часот во Струмица ќе има славителска богослужба или вечер на славење. Има повеќе песни, тоа веќе повеќе од година дена, одржуваме еднаш во месецот, тоа еднаш во месецот е денес. Поканете сте други браќи и сестри од другите заедници, секој кој што сака слободно може да не се придружи, да се веселиме и да прославуваме заедно. Друго нешто дека има желба од одредена група на луѓе од заедницата да се одржува втора богослужба во неделата. За сега нема услови за такво нешто и затоа не можам да ја дадам мојата согласност. Кога ќе се создадат подобри услови, тогаш можеме да разговараме, да размислуваме, а сега заради заштитување на заедницата треба да се воздржиме од тоа нешто. Мислам дека друга информација немам за сега. Ако има нешто заборавено, може да ме потсетите. Ако треба да се најави нешто. Ќе ве замолам сега да се исправите. Ќе испееме првата строфа од песната број 18 и ќе завршиме со благослов. Првата строфа од песната број 18. Боже, пак Те славиме, слава Твој кон небо речи, мојта Твоја чудна е, сите дела присутна е. Ти си Бог над вечноста, Татко на вселената. Благодата на нашиот Господ Исус Христос и љубовта на Бог Отецот и заедништвото на Светиот Дух нека бидат и останат со сите вас. И мирот Божи што надвишува секој човечки ум, нека иззачува и заштити срцата ваши и мислите ваши за живот вечен во Христос Исус, нашиот Господ и Спасител, на кој му припаѓа секоја чест и слава сега и во сите векови. Амин.